Минатото и сегашноста на Маријово е премногу за да може да се види со еден поглед, со еден опфат на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други со нераскинливи нишки кои го градат долгиот континуитет на маријовскиот живот. За да се дознае дел од вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во маријовското битисување, испреплетени зад превезот на времето. Маријово како дел Македонија, македонската култура и македонскиот дух е преполно со остатоци од милениумска одисеја на жителите од овој крај, од нивното прво биолошко и творечко културно појавување, па се до ден денес, кога овој крај можеби за прв пат во својата милениумска историја доживува населбен и културен колапс. На неговиот простор тлее материјален културен комплекс од времиња, а од него се раѓа мистичен дух кој обседнува со својата акумулирана енергија на творечкото минато, кој најпрво внесува возбуда, потоа станува занес на неговата комплетна содржајност од творечки реликти, на непрекинато милениумско творештво, иако за жал, многу импулси на минато културно создавање за секогаш се загубени, уништени, од погрешно насочена акција, од погрешно употребена енергија и на крајот, од погрешно искористените резултати на таквиот запад. Маријово 12.000 години зрачи на целиот него простор, како дел на животниот простор на бригите, пелагонците, пајонците, линкестините, енгалеидите, десаретите, орестите, еораидите, елимеите, ботијанците, пирејците, алмопите, бидонците, христонците, бислаите, еуродејците, еносите, сите познати во Хомеровата Илјада, сите сродни по јазик македонски култура македонска, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел од македонската кралска династија на Аргеадите, како дел од Римската империја, како дел на животниот простор на македонската Самуилова држава, предводена од царот Самуил, како дел од Византија, како дел од Отоманската империја. Маријово 500 години зрачи на целиот негов простор како засебна политичка територијална управна единица, наречен Маријовски хас, која над себе директно нема управа од турски паша, туку е автономна единица управувана од земски кметови, со свој земски собор, со своја судска власт,
со право Маријовци да се изберат свој земски сердар со титула војвода на Маријово, со должност да ја води земската чета. Ваквиот начин на живот, наречен земско време, кој се одвивал 500 години, кај Маријовци развило чувство на слободолюбивост, бунтовност, непокорност и бестрашност. Маријово 500 години зрачи на целиот негов простор, кога Маријовците во 1564, 1565 година и во 1688, 1689 година ги организираат и дигаат првата и втората Маријовска буна, кои биле воопшто први побуни на поробеното христијанско население во Македонија и на Балканот. Оддалеченоста и зафрленоста на Маријово од главните градски, сообраќајни и трговско-економски средишта во овие векови го направиле Маријово средиште на силно развиено ајдутско движење на отпорот и за солниште на многумина борци и бунтовници, меѓу кои Ѓорѓи Лажот и војводата Спиро Црне, опеани во народните маријовски песни, отворајќи го патот на нивните наследници, прочуените македонски маријовски војводи Толе Паша и Шачир војвода. Оддалеченоста и зафрленоста на Маријово од главните градски, сообраќајни и трговско-економски средишта во овие векови направиле во 1899 година од ајдутските дружини на Толе Паша и Дедо Коле да се создадат првите чети на тајната македонска одбраничко-револуционерна организација. Направиле во село Полчиште во 1900 година да се формира првиот областен комитет на ТМОРО со Трајко Бешот како началник и Шачир војвода како секретар. Направиле на 2 октомври 1903 година на врвот Маргара да се одигра херојската битка меѓу здружените чети на Ѓорче Петров, Лазар Поптрајков и други војводи против 5000-ниот отомански аскер. Се наоѓам во Прилепскиот дел на Маријово, во селото Клишевица, родното село на познатиот македонски војвода Стојан Куликов, Толе Паша. Се наоѓам овдека во светските гробишта, во Светската црква, каде што почива познатиот македонски војвода Стојан Куликов, Толе Паша и неговиот син Велјан, а познатиот македонски романописец Стале Попов го има неговото херојство опишано во истоимениот роман Толе Паша, па ќе ви прочитам еден дел само тој роман. Сонцето веќе беше искочено високо над Перун и почна да припечува над главите на аргатките во оградите и нивите на Демовци, Селимовци, Мерциновци и Адемовци, а на тој имот работеше и семејството на Стојан Куликов. И ако сакате да дознаете како е опишан познатиот македонски војвода Стојан Куликов, Толе Паша, за неговото херојство кој што го бранел македонскиот народ овдека во Маријово, прочитајте го романот Толе Паша од Стале Попов, а ние дел од овој роман ќе го опишиме во новата приказна за селото Клишевица, во приказната за Толе Паша, опишено го што реков во романот на Стале Попов. Двете балкански, двете големи светски војни имаат ужасни последици по животот на луѓето и сеопштиот развој на овој крај. Со поделбата на Македонија и поставувањето на границата на Маријово, речиси, за секогаш се пресечени природните стопански, трговски и човечки врски со меглен, воден и солун, со што Маријово започнува трајно стопански да опаѓа и назадува.
Иако и во 1948 година Мариово бил најзафален и стопански неразвиен крај на Македонија, било со најголем природен прираст на стапка на раѓање од 48 промили. Денеска Мариово и понатаму станува најзафален и најнеразвиен крај во Македонија, но денеска Мариово е еден од ненаселените краишта, каде што во Мариово може да радите само паднати куќи и по некој старец кои што се станати да живеат на својот роден крај, на своето родно огниште. Досега за Мариово е многу пишувано и тоа од автори кои просторно се далеку од Мариово и автори кои потекнуваат од самото подрачје. И кај едните и кај другите се среќаваат одлики за овој регион кои датираат уште од праисторијата, од времето на првите Херодотови записи за човештвото, од старомакедонскиот период, од римскиот период, византискиот, средновековниот македонски период, отоманскиот период, па се до денешниот. Се наоѓа во некогашното село Мелница, а родното село на Стале Попов. Ова овдека што е позади мене се остатоците од неговата родна куќа. Дојдов тука во ова село да ја видам куќата кај што се родил Стале Попов и да видам дел од селото кој што според пишаните документи е раселено во 1902 година. Овдека се уште живее човекот Стале Попов, кој што ги остави во аманет неговите романи Крпен живот, Кале Шанџа, Толе Паша, Шачир Војвода, Опасна печалба и се разбира познатиот Мариовец и Трпео. Тие романи ги имам овдека во моите раце што ги држам, а ги оставил за аманет да ги прочитаат овие романи, затоа што овие романи што тој ги напишал е дел од историјата, од вистинската историја на Мариовци, на Мариово, на Мариовци кои што се дел од македонскиот народ, на Мариовци кои што се македонци, кои што живеат на ова парче земја, кој што од памтивека се нарекува Македонија. Меѓу многуте автори кои своји траги оставиле во Мариово е и македонскиот раскажувач Роман Сејер, а пред се Мариовец Стале Попов, роден на 25 мај 1902 година во селото Мелница. Своите сведоштва за тешкиот живот на неговите соселани кои живееле робски живот под турските аги бегови, како обесправена раја, започнал можно рано да ги забележува на хартија во 1927 година со насловно име Мачен живот. Дел од истите завршувајќи ги во 1948 година и објавувајќи ги во 1953 година под наслов Крпен живот, што всушност представува негово автобиографско дело, продолжувајќи неговите сведоштва да ги запишува во романот Толе Паша, повестите Калеш Анѓа и Дилбер Стана, објавени во 1958 година, како и во подолгите прозни состави Опасна печалба, Мариовски панаѓур, објавени во 1961 година, додека неговите веќе одамна запишени сведоштва за Шачир Војвода, доктор Орешковски, Необично дете, поскумно му се објавени во 1966 година, а исто така
Поголемиот дел од своите сведоштва запишани во ракопис ги оставил како богато литературно наследство од необјавената проза, раскази, романи, посветени на неговиот роден крај Маријово. Стале Попов навистина е сликар на Маријовскиот живот. Тој е најсигурен кога пишува за Маријово, затоа што го познава неговиот крај, затоа што тој ги познава маријовци, знае да проникне во маријовскиот начин на живење, знае да проникне во душата на маријовци, да ја разгране, а потоа однатре да ја наслика со сите негови дневни и возвишени чувства, каде што сликајќи го маријовскиот живот, истовремено и го истражува, и го проучува, и се консултира со историски податоци. Во неговите дела е даден опис на народниот живот, кој веќе не постои, дадена е атмосфера која веќе ја нема, податоци што имаат вредност на документи од минатото. Неговите дела не се само монумент на Маријовското село, туку и на македонското поднебје од минатото, на она село веќе кое го нема, со сламени покриви или камени плочи по куќите, со аги, бегови, со барути чад, со попови, оджи, светци и панајѓори. Неговите дела представуваат една голема македонска книга на долгите робства и непрестајни бунтови на отпорот и непокорот на севкупниот македонски етнос. Неговите дела може би се една од најмакедонските книги, книга која има едно единствено име Македонија. Делата на Стале Попов представуваат огромно прозно историско дело. Затоа читателот како да стои на Перун или Трибор или на некој друг Маријовски врв и гледа се што се случува низ селата Маријовски. Гледа како на филмска лента минуваат добродушни селани, како браќата Сукаловци или Кулевци, подмолните сметкаджи и шмејчари како дедот Петко и бајачката баба Бисера, и троманците како и троманецот Итар Пео, шегаджи како попот Апсика, револуционери како Толе Паша Шачир Војвода, жени на кои верата им е позначања од животот како Калеш Анѓа, бројни насилници, турски, грчки, бугарски и српски, масовни движења познати од историјата како двете Маријовски буни, Илинденската епопеја, Балканските и двете светски војни. Затоа што читателот на неговите дела не е пасивен наблюдувач, туку активен учесник во тие настани. Иако Стале Попов се појави во македонската литература во поодминати години, иако кусо време живееше на литературната сцена, сепак остави опус на кој можат да му позавидат и писатели со многу подолг писателски стаж. Од друга страна пак, со тоа што се однесуваше истражувачки кон материјата што ја опишуваше, тој остави дело кое доправа ќе го истражуваат и афирмираат не само неговите маријовци, не само од научните кругови, туку и од идните поколенија на македонскиот народ. Далеку во Маријовските ридишта, заградено од сите страни со дабова и борова шума, на дното на некогашното езеро се разпострело Маријовското централно село Витолишта. Од исток, планинскиот гребен Перун, Трибор, Србјановец, Козјак, Зелка го пара небото и прави ѕид меѓу Прилепско и Тиквешко, од запад голата Скрка, Шипка, Ќимкова Скрка, од север Рожден, Становница, Коленец и од југ Панделе и Полчишко поле држат завет од необазданите ветришта, северот, југот, Мегленецот и Деликоза, така заштитено селото живее и се множи. Некогаш 20-30 куќи, денеска 200 без некоја. Како настанало ова село? Како и другите наши маријовски села. Легендата кажува дека
многу одамна, кога не се знае, живееле долу крај реката Црна во селиштето Разлог, тројца браќа, Раде, Гале и Вите. Се разбира, тие тогаш се занимавале со сточарство, лов, пчеларство и помалку земјоделие. Кога виделе дека земјата им се испостила, а требата речиси секоја година горела од жешкото сонце, тие помислиле да побараат по погодни места кои во тоа време ги имало во изобилност. На ова мисла ги навеле и нивните коњи, кои бегајќи од низината крај Црна, летно време накачувале горе кај Зелка, Перун и Трибор, барајќи сочна трева. Прибирајќи ги с есено време коњите, Вите видел убави ораници со богата паша, па една есен си направил нешто маќенец, колипка, во полите на овие високи планини, презимувал, а пролета се ги дотерал и овците и говедата. Така Вите се заселил во ова котловинка и ги удрил темелите на сегашното Витолишќа, а по неговото име го добила името и самата населба. Гале и Раде исто така го напустиле своето живеалиште и прешле преку Црна, та едниот ги удрил темелите на сегашното село Галишта, а другиот на Радобил, кои ете биле крстени по нивните имиња. Ова легенда старите ја подкрепуваат и со заедничкиот селски панаѓур сведен, Свети Атанасиј Зимни, кои го служат сите три села, како некогаш што го служеле сите тројца браќа Раде, Гале и Вите. Село како секое наше село, но не туку така го да рековме центар на Маријово. На прво место туку е седиштето на царската управна власт, Мудурлакот, на чие чело веќе 20 и повеќе години седи стариот мудур Арслан Беј, со десетина заптии и младото Чатепче, и го представува султанот пред рајата. Гледа сите давии во името негово од сите 19 маријовски села. Туку е седиштето на Мифетишот со 5-6 души колџии, што ги чуваат сите маријовски шуми. Туку е седиштето на Авџитабурот од 200 души аскер, кој ги брка комитите и им помага на Мудурот и Мифетишот во тешките и одговорни државни работи. Туку е седиштето на третокласното екзархиско училиште со архиерескиот намесник на чело и 4 учители, во кои училиште учат децата на сите оние маријовци што сакаат да им прогледаат синовите им и да станат попови или даскали. Туку е и изворот на попови од 4 поповски фамилии. И најпосле тука се Влашкиот Ан, Анчето на Младена Чкулот, Петка Спасев, Трајка Балето и Цуцуловото Мејанче, во кои се враќаат и преноќуваат сите оние маријовци од другите села кои што за еден ден не можат да свршат работа во чуматот доколку немаат блиски роднини и пријатели во селото. Драги мои, описот на централното маријовско село Витолиште, со кој Стале Попов го започнува својот прв роман Крпен живот, представува посебна мотивација и поттик на продукцијата Маријово филм, богатото и разновидно книжевно дело на Стале Попов, да биде дел од новиот документарен серијал за Маријово со работен наслов "Патуваме низ Македонија, патуваме низ Маријово".